Една од точките на последната седница на владата е програмата за интервентен фонд во земјоделството. Преку овој фонд претходно ресорниот министер и сточарите се договорија да добијат дополнителни 1500 денари по грло говедо. Се договоривме преку планираната програма за интервентниот фонд. Тоа е нова, прва програма за оваа година, каде што има 250 милиони денари на располагање и ова е прва мерка која што денеска ја договоривме и која што ќе биде имплементирана преку програмата на интервентниот фонд, а верувам дека во вторник истата ќе биде помината и на владината седница, за да може да се спроведуваат сите овие интервентни мерки за оваа година. Овој интервентен фонд неодамна го најавија од СДСМ како алатка за регулирање на пазарен дисбаланс во земјоделството и обезбедување услови за одржливо земјоделско производство. Почнувајќи од 2022 година, постоењето на овој фонд ќе биде реалност, а буџетот за оваа намена ќе биде 250 милиони денари. Ова се дополнителни средства покрај субвенциите кои во рекордни суми се исплаќаат последните 2 години навремено и во целост. Буџетот на интервентниот фонд ќе биде на располагање во случаи доколку земјоделците се соочат со потешкоти на пазарот и проблеми во производството. Во насока на помош на земјоделците се и наменските огласи за давање под закуп на државно земјоделско земјиште, велат од Министерството.